Добар ден, добар ден. Како што не повикавте, со вас додедеме на увид, како што кажав, каква е состојбата? Од тоа што можете да го видите на терен? Да, денеска, согласно информациите кои што допреа до мене, одлучив да го посетам Преспанскиот регион, да се уверам во фактичката ситуација во која што се наоѓа Преспанското езеро. Од она што можам да го видам и апелирајќи од изминатиот период, ова е повеќе од алармантна ситуација што се случува во моментов. Ова природно богатство со ова повлекување на водата, прашање на време кога ќе се доведе на минимум и ќе доведе до една еколошка катастрофа, загрозувајќи преку 300 видови флори и фауна кои што екзистираат од овој ресурс. Од ова што го видов тука практично се надоврзувам на она што апелирам постојано, дека измината 2019 и она негрижа на владата на СДСМ со водниот потенцијал во Република Македонија, се наоѓаме во една ваква ситуација и ако во моментов не се преземе некоја активност, да се формира некој координативно тело, со оглед дека езерово го делиме помеѓу уште две соседни држави, голема веројатност дека ќе се случи некоја еколошка катастрофа. Откако го видовте ова што можете да видите дека она еколошка катаклизма, можам да ја наречам, имате ли план како ќе делувате понатаму? Видете, јас како дополнителен заменик министер ќе искористам сите мои законски обврски и овластувања, ќе ги информирам и Министерството за надворешни работи, кој што кажав, езерово го делиме со уште две соседни држави, да видиме дали губитокот на водата е причината можеби од другата страна и нормално Министерството за животна средина, кој што исто така е повикано за да се преземат одредени активности. Мене ми е жал што оваа ситуација не е само од сега, ова влече последици од 2019, како што кажав, имав една сушна година и ова е само резултат на таа ситуација, што никој во моментот во владата, во министерството кои што се стегнати, не дискутираат на оваа тема за она што значи губиток на вода, односно оваа еколошка катастрофа која што е премногу сериозна, а едноставно владата стои со скрстени раце. Преспанското езеро е такво какво што е, за жал можеме да констатираме поради негрижа на владата и на соодветните институции, но каква е состојбата, имате увид сега, каква е состојбата со другите водни ресурси во Македонија? Вклучително и вештачките акумулации. Видете, јас пред известно време го посетив и Прилепското езеро кој што е речиси празно. Таму имаме веќе една повидок сезона за наводнување на преку 15.000 семејства кои што гледуваат на тутун. Алармантна ситуацијата и со браната Калиманци, кој што е систем за наводнување кој што доаѓа до речиси до Велешкиот регион, и таа е празна. Тиквешкото езеро исто така е на еден долем минимум и жалосно е што и во таква ситуација акумулациите се искористуваат водата за производство на електрична енергија наместо да се чува некој долем минимум. Речиси нема акумулација кој што во државата не е или празна или на долем минимум, што ќе значи потполна една катастрофална ситуација и за земјоделскиот сектор како потенцијал за производство на здрава храна и ова што е овдека со Преспанското езеро, кој што кажав, за една природна еколошка катастрофа. Се однесува тоа, водните ресурси се однесуваат и на земјоделците, особено кои што ги користат, особено акумулациите како Калиманци на пример, која што е речиси празна, таму веќе е на минимум водата, на баш минимум. Што ќе се случува со земјоделците кои што ќе немаат доволно вода за да ги наводнуваат своите посеви? Токму тоа јас го говорам постојано за мојата загриженост, затоа што Македонија е земјоделска земја, без тие акумулации кои што ќе имаат вода, ќе не може да замислиме ниту производство на тутун во Прилепскиот регион, ниту производство на ориз во Кочанскиот регион, ниту било кое производство кое што е неминовно да има наводнување со оглед дека сме сведоци нови климатски промени кои што се драстично случуваат од година во година. Она што мене дополнително ме иритира и ме загрижува тоа што 2019 како сушна година согласно временските услови кои што постоева, владата и сите они институции кои што менаџира со водниот ресурс едноставно не се однесува сериозно. Мислете сега 2020 година, наредниот период кој ќе дојде ремонтот на рек Битола, кој ќе треба да се искористат водните ресурси за производство на електрична енергија, во каква ситуација ќе се наоѓаме? Ниту ќе имаме акумулации за производство на струја, ниту ќе имаме акумулации кои што ќе користиме за земјоделско производство. Едноставно во секој поглед кај да погледнеме, ќе имаме еден колапс кој што мене многу сериозно ме загрижува. Меѓутоа, она што дополнително, како што кажав, цело време ме иритира тоа што сите институции кои што се надлежни да преземат одредени активности и мерки, едноставно ова како да не додира до нив. Ова е премногу сериозно, водата е премногу сериозен и битен ресурс во Република Македонија, а никој денеска ништо за тоа не збори. Ниту министерот за животна средина, ниту заменикот негов, ниту владата, ниту министерот за земјоделство, едноставно како е проблем да не стои. Ова што е премногу загрижувачки. Повторувам, премногу загрижувачки и за флората, и за фауната, и за нашето природно богатство. Ја го спомнавте хидроелектричниот потенцијал на земјата.
ова неофицијално тоа што ние го дознаваме дека една од причините за повлекувањето на Преспанско езеро е испуштањето на водата од Охридското езеро преку Црн Дрим, која што потоа се користи за производство на енергија, електрична енергија во Албанија, во приватни хидроцентрали. На тоа мислевте кога кажавте дека и до МНР ќе барате да реагира? Да, значи мислев и на тоа и нормално, бидејќи како што кажав, повторувам, езерово го делиме со две соседни држави и ова вие што го спомнате, едноставно треба да се преземат сите активности да се стопира ова намалување на нивото на водата на Преспанското езеро. Сите институции и Министерството Министерство за надворешни како најповикано треба да се обрати до соседните држави се со цел да се стопира и да се преземат активности. Ако еднаш се повлече водата, она што јас ги исконтактирав луѓето од фелата кои што се занимаваат со оваа проблематика, мала е веројатноста да можеме да го вратиме во живот Преспанското езеро. Еколошка катастрофа која што навистина уште денес, веднаш сега, треба да се седни да се најдат сите расположиви средства кои што можеме да ги искористиме да стопираме ваков екзодус на Преспанското езеро. Може би кризен штаб? Се разбира. Министре, ви благодарам уште еднаш на поканата да дојдеме со вас на увид. Ова го потенцирам неколку пати затоа што единствен кој што покажал некаква заинтересираност и загриженост бевте вие, а ова се однесува на цела држава. Ви благодарам и вас на медиум што ме следите во моите активности. Едноставно македонската јавност, се надевам и функционерите од владата на СДСМ ќе допре ова мое ова вклучување во живо и ќе преземат сите активности, а нормално јас ќе ги известам и со допис од мене како дополнителен заменик министар. Благодарам уште еднаш.